Токму на лице место сме на изложбата во Омладинскиот културен центар или во МКЦ, како сакате. Благој Чернумовски Бане е заедно со нас, тој е автор на оваа изложба насловена Пукнатини трансформации. Многу интересен наслов, но и провокација, нели? Бане, здраво или добро утро. Како помина или колку сте задоволен од сето она што Пукнатини трансформации го предизвика кај јавност? Па пред се добро утро, ви благодарам за поканата. Многу сум задоволен, значи навистина многу добро помина ова изложба, иако од 2017 до сега немав направено изложба. Ова е мојата 18-та самостојна изложба, така да направив една мала пауза, па дојде пандемијата и можам да кажам дека камбекот беше доста добар и провокација. Не можам да кажам како провокација со насловот, како што е преку промената на медиумите што ги имам направено од досегашното мое творештво. Значи, преминав од поинакви медиуми во сликарството, инсталацијата, перформинг артс и така натаму, во дигитална сфера, да кажам, јас малце да бидам во тек со светот. Случување. Да, во настан, со тоа што со технологијата одиме секогаш понапред и понапред, па така да и тоа тие предмети што ги предавам на факултетот за арт и дизајн при Европскиот универзитет, сепак да добијат на тежина. Јас да настапам со една дигитална моја поставка, која што Дојдоа студентите? Да, студентите дојдоа, помагаа во поставувањето, имам прекрасни студенти, тоа не можам да кажам, не, значи фантастични генерации кои што многу ми се драги и за нив се тоа го правам, искрено да ви кажам, и за пошироката публика. Да, пукнатини. Велите секаде околу нас има пукнатини. Од пукнатини треба да дојдеме пак до трансформации, така некако, нели? Па така е, ако гледаме општествено, цело свет е во пукнатини. И цело време се трансформира, како и што можеме и сега да приметиме со настанатите нови ситуации во светот, но ова е поинаква концепција. Буквално јас додека си шетам од низ целиот град, дојде концепцијата да фотографирам целиот наш град пукнатини на самите плочки, на самиот асфалт и да барам сето тоа да го направам поинакво. Значи, во таа пукнатина да најдам нешто убаво околу, пред или зад неја, да ја трансформирам во нешто по-конкретно, на моменти абстрактно, држејќи се на поп-арт од стилот или абстрактен експресионизам, мислам комбинации со поп-арт од геометриска абстракција, за да се дојде до една поинаква представа на тие пукнатини и трансформации кои што настанува. Прикажување на полно и празно, позитив, негатив ситуација. Ама јас само ова позитивно во сакам да го слушам. Дали може во овој свет на се нешто што ни се случува како пандемија па сега војни да го бараме во пукнатините убавото? Секаде можеме да го најдеме убавото ако човек гледа подалеку од колку што треба да гледа. Сакам да кажам, мора да имаме широко гледиште на се што се случува во уметноста, во дизајнот и во сите сфери од уметноста денес, бидејќи ако се стесне гледиштето, се губи битката. Уметноста е оружјето кое што помага да донесе став, да промени нешто, иако тешко е во денешно време да се промени, сепак преку уметноста можеме да дадеме силен став против се. Што правеше уметникот во времето на пандемија? Уметникот во времето на пандемијата се бараше себе си, имав доволно време да истражувам до каде сум бил и каде можам да одам сега во творештвото, да дојде како едно такво време, не е време да кажеме, каде што, како што кажав, имав една, би кажал, 5 годишна пауза, плюс 2 години од пандемијата, што ми даде доволно време да размислам што понатаму во уметноста и како моето творештво да се движи понатаму. Јас се уште барам нови медиуми и во октомври планирам нова изложба, но мислам дека со оваа промена добре дојдена и за мене и за публиката од моја страна, ќе биде на многу подобро. Кога сме кај новото, велите уште еден уметнички проект насловен Енергија на светлината. Да, тоа е еден проект кој што го работам за време на пандемијата и мислам дека тој многу ќе ја испровоцира публиката. Ако испровоцира преку насловот, да кажем, и преку новата тематика во следната изложба и тоа како ќе биде тоа убава провокација за публиката, нешто ново, нешто провокативно, спојна наука со уметност и различни нови медиуми, нешто поразлично од досегашното. Октомври некада, така? Октомври или ноември месец 2022 година во Јадро центарот
така да публиката ќе биде премногу задоволна од тоа што имам да го покажам. Како беше од јадро енергија на светлината. Гледате како се совпаѓа, не постојат случајности. Никогаш не постојат случајности, нити коинциденции, да ги кажеме, така да за мене се направено, предодредено како што треба и мислам дека и треба да се движиме по тој пат што е предодреден. Можеме да го заобиколиме некогаш на вистина, но сепак се враќаме во јадрото, како што се вика. Да. И сега што да им кажеме на нашите гледачи, освен да ви заблагодарам за ова, нели кратко ама сладко на лице место, одовде од вашата изложба, 83-ти беше отворена, ќе трае се до 31-3. Затоа Бујрум на отворената изложба, нели на Благојче Наумовски бана, пукнатини трансформации, зборувавме за неа и сега можеби само на крајот, ако имаме уште некоја минутка, не ќе гледате вечерва фудбал? Да, обавезно мора Македонија да ја победи Португалија, нема лава во тоа. Мора, значи. Мора, значи, не да се прави притисок на нашите момци, но на вистина заслужуваме да идеме на светско, заслужуваме да победиме покрај Италија, Германија и останатите. Мислам дека вечерва Роналдо треба да плаче. Да плача? Па време е малце и малите држави, малите земји да пристапат, бидејќи се менува се. Приметувате се повеќе и повеќе малите држави, малите спортски репрезентации излегуваат напред, доминираат за разлика од големите. Ништо чудно вечерва Македонија повторно убаво да изненади. Да, и супер што сите не викаат Македонија. Јас сум за тоа многу. Прекрасно, па ние сме Македонија и ќе останеме Македонија секогаш. Така е, значи со Бане навиваме и вечерва, ќе видите во текот на оваа утринска што ни рекоа Скопјани и сите оние кои што ги забележивме по улиците на нашиот град, а кога сме кај навивачките песни, најомилена е онаа од Тоша. Нема да пеам сега, но пеев во анкетата, тоа ќе видите нешто потоа во утринската на Телма. А сите оние кои што сакаат да видат добра изложба, тука е Пукнатини трансформации. Дојдете во МКЦ.